Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, Халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. रौनकें वकू बकू मोहब्बतें खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे वो कादियाँ की रौनकें वकू बकू मोहब्बतें खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे. Ваквата состојба траела се додека мисионерите не били уверени дека управата над Индија припаднала на британската круна, а не на нив, и дека кралицата Викторија воопшто не го одобрувала ширењето на христијанството со сила на оружјето и предизвикување на непочитување кон религиските чувства на било кој дел од народот. Накратко, во тоа време односите меѓу муслиманите и христијаните биле исклучително заострени и мисионерите биле пристојни само кон оние кои на нивната пропаганда реагирале во духот на согласување. Против оние кои тоа го ставале под знак прашалник, нивниот бес не познавал граници. Па сепак Ахмадовата честност, искреност и побожност создале многу убав печаток на честниот господин Батлер, мисионер во Саилкот, наспроти фактот дека Ахмад имал исклучителна почит кон својата религија и не го штедел противникот на полето на религиското спротивставување. Господинот Батлер знаел дека нема шанса над противникот да освои победа за својата религија, туку спротивно, тоест постоела можност тој лично да биде придобиен од спротивната страна. Тој може би дури бил и гневен поради интелектуалната надмоќ на својот ривал. Но наспроти тоа, господинот Батлер, како што самиот кажал, не можел, а да не покаже поинаков третман кон него за разлика од оној каков имал кон останатите религиски опоненти. Сето ова било впечатливо покажано кога господинот Батлер требало да отпатува за Англија. Тој лично отишол во судот до канцеларијата на помошникот на комесарот и овој го прашал што е причината за неговата посета. Господинот Батлер одговорил дека тој на заминувањето само сака да се поздрави со Мирза Гулам Ахмад. Како по својата природа бил директен, отишол право до Мирза Сахиб, седнал и разговарал со него, а потоа заминал. Одбивањето да биде именуван. На оваа должност сосема безволно Ахмад останал 4 години. На крајот кога добил дозвола од таткото, веднаш дал оставка и се вратил дома. Тогаш на барањето на татко му почнал да го надгледува законот за собственоста во врска со семејниот имот. Но неговите мисли никогаш не биле на работата. Неговото чувство на послушноста кон таткото му налагало да ја исполнува волјата на својот татко, но тој самиот немал никакви чувства кон таа работа. Кога ќе се врател дома по загубениот случај, неговото лице изгледало радосно, што луѓето претпоставувале дека случајот бил решен во негова корист, се додека по испитувањето не се покажало дека е спротивно. Кога бил запрашан за причината на радоста, тој рекол дека се направил, но додека исходот бил онаков како што Бог одредил да биде. Но сега кога случајот бил завршен, тој повторно е слободен да им се посвети на своите проучувања и обраќањето кон Бог. वो कादिया की रौनकें वो बकू मोहब्बतें खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे. Ова бил период на противречностите во неговиот живот. Неговиот татко,
колку и да сакал тој да им посвети грижа на работите, на семејниот имот или пак да земе некаква служба, нему и двете работи му биле немили. Често поради тоа го исмејувале. Додека неговата мајка била жива, го заштитувала, но кога починала, тој постојано ги трпел прекорите на својот татко и на постариот брат. Тие сметале дека мрзеливоста била причина за неговата незаинтересираност кон овоземските работи. Неговиот татко често бил тажен и загрижен поради стравот како тој ќе си го обезбеди животот по неговата смрт. Го болела помислата дека неговиот помал син ќе биде зависен од постариот брат. Понекогаш така во лутина го нарекувал мула, селски оџа, и се чудел како таква личност можела да се роди во нивното семејство. Но сепак, во своите мисли имал одредено ниво на почит за својот помлад син и за неговата посветеност на религиските работи и понекогаш знаел да извикне: вистинската работа во животот е онаа со која мојот син е окупиран. Сепак вакви моменти имало малку и бидејќи целиот негов живот бил посветен на овоземските расчистувања, неговото однесување претежно било лутно. Таквиот однос, меѓутоа, не влијаел на однесувањето на синот, кој понекогаш седел покрај својот татко и му ги чител деловите од Куранот и од хадисите. Тоа била исклучителна гледка. Таткото и синот заземале две различни насоки и секој настојувал да го придобие оној другиот. Таткото со сите можни средства сакал да го наговори синот, да го прифати неговиот поглед и да го види заинтересиран во барањето на овоземниот напредок. Синот пак сакал да го види таткото слободен од опасното влијание на светот и исполнет со љубов кон Бог. Накратко, тоа била толку необична гледка, што не е во моќта на перото верно да ја опише. Поради тоа, мораме на секој поединец да му оставиме самиот на себе да ја ослика во склад со сопствената фантазија. Во тоа време на Ахмад му било понудено повторно да ја разгледа понудата за служба. Тоа всушност бил предлог за поставување на раководител на одделението за образование во државата Капуртала. Тој тоа го одбил поради растечките проблеми кои ги имал неговиот татко и одлучил да остане со него дома и да му помогне во работата, без оглед на тешкотиите кои следеле. Вистина е, како што веќе кажавме, дека неговиот интерес не бил насочен кон овие работи, но тој тоа го направил за да ги задоволи желбите на својот татко и да ги олесни неговите последни денови. खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे और मसीह वक्त की सदा ज़मन. Тој верно ја извршувал оваа работа, иако успехот или неуспехот во работата биле надвор од неговиот дострел. Божји знак, иако Демек бил зафатен од помагањето на таткото во овоземските работи, неговите мисли биле цврсто насочени кон Создателот, раката на работата, срцето на другото, на својот мил на Господарот. И најмал одмор од сите обврски го посветувал на обраќањето кон Бог. Во текот на многуте патувања, кои во тоа време требало да ги направи во врска со имотните права, никогаш не пропуштил да ги изврши намазите во нивно одредено време. Дури и кога во судот парницата била во тек, тој не ги пропуштил своите намази. Во една прилика бил повикан на суд да води одредена парница, која била важна за сведочење во многу други расправи и чија поволна пресуда би му обезбедила многу негови права. Судот бил зафатен со сослушување на друг случај, кога дошло време за намаз. Сметал дека судот е зафатен со друг случај, а дека времето за намаз поминува. Тој својот случај го препуштил на Аллаховата грижа и се повлекол на осамено место, каде земал абдест и го започнал клањањето во сенка на едно дрво. Додека клањал, неговиот предмет дошол на ред и бил повикан, но тој мирно го продолжил својот намаз и не обрнал внимание на повикот. Кога завршил,
бил сигурен дека случајот во негово отсуство го добила спротивната страна. Влегол во судница и дознал дека случајот бил решен. Кога прашал за одлуката, му кажале дека по проучувањето на записникот, судот донел поволна одлука и пресуда во негова корист. Изгледало како Божјата помош да била застапник во неговиот случај. Накратко, тој во сите овоземни работи бил вработен како некој кој е присилен да работи против своја волја, иако таа работа била во неговиот собствен интерес, бидејќи за него како наследник, зачувувањето на татковото било зачувување на собствениот имот. Оваа незаинтересираност кон она што било во неговиот собствен интерес била резултат на неговото оттуѓување од светот и предавање на Бог. अजीब सा निखार था, आरज़ू थी मुज़तरिब, हर एक दिल में प्यार था, नफस नफस था मुतमइन, हर एक तरफ करार था. Марливиот живот, иако не заинтересиран за овоземски работи, тој во никој случај не бил мрзлив. Напротив, бил навикнат на тешкотиите, сакал да се повлекува, но никогаш не се плашел од тешка работа. Кога и да требало да оди на пат, тој често ги испраќал слугите да јаваат пред него, а тој самиот пешки поминувал далечина од 22 до 25 милји за да стаса на одреденото место. Факт е дека најголемиот број од своите кратки патувања ги правел одејки пеш. Скоро никогаш не употребувал превозно средство. Ова навика на шетањето ја задржал до последните денови, кога имал преку 70 години и бил жртва на неколку болести, тој и понатаму одел во редовни прошетки, поминувајќи дневно далечина од 4 до 5 милји, а понекогаш 7 до 8 милји. Во младите денови понекогаш станувал пред времето за сабах, утрински намаз кој се извршува 1 час и 15 минути пред појавувањето на сонцето и излегувал во прошетка, така што до времето на сабах би стасал до селото Вадала, кое е оддалечено околу 5 милји од Кадијана, на патот за Батал. खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे. बरकतें समेट कर जब अपने घर की राह ली, इमाम वक्त की दुआ सभी ने बेपनाह ली. सुकून दिल के वास्ते बेकरार चाह ली, जबी जबी पे नूर था निगाह में फिरासते. वो कादिया की रौनकें, वो बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे. और मसीह वक्त की सदा ज़मन ज़मन पहुँच गई, शजर शजर पहुँच गई, कोहो दमन पहुँच गई. नफस नफस महक उठा, चमन चमन पहुँच गई, समर का रंग लाएंगे ये वक्फिनों की कोपले. वो कादिया की रौनकें, वो बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहे. Денес го завршивме третиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.